Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве го изборот што го направивме со колешката Маја Перовска. Над 1800 здравствени работници го тужат системот, побаруваат повеќе од 2 милиони евра за дежурства и за бонуси. Новата транша од Европската Унија значи дека сме земја број 1 во Западен Балкан. Николовски за одобрените 67,5 милиони евра од планот за раст. За една недела ќе имаме решение за правосудниот испит на албански јазик. Вице-премиерот Сали вели дека консултациите се во завршна фаза. Председателката не ја коментира шпионската афера во нејзиниот кабинет. Збунета е што обвинителството споделува информации во фаза на предистрага. СДСМ се повлече од Комисијата за финансирање и буџет. Филипче најави кривична за Гаши, бидејќи закажал седница без Лукаревска. Градоначалник заработи кривична пријава, исплатени речиси 193.000 евра по спорен тендер. Транспарентноста и ефикасноста клучни за јавната администрација. Реформите представени на представници од Сигма. Конфузно изведување на материјалните докази во процесот Пулс. Ниту се знае потеклото на доказите, ниту чија конкретна вина се докажува со нив. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Поранешниот германски министер за Европа Михаел Рот остро ја критикува Бугарија поради нејзиниот однос кон Македонија и блокадата на нејзиниот европски пат. Глупавото попречување на патот на Македонија кон Европската Унија од страна на Бугарија е неодговорно и мора веднаш да престане. Тоа ја ослабува Европската Унија, го дестабилизира Западен Балкан и им користи единствено на Русија, Кина и другите авторитарни актери. Новата бугарска влада треба да се застрами, напиша Рот на платформата X. Неговата реакција уследи откако Бугарското министерство за надворешни работи го пренесе ставот на министерката Велислава Петрова Чомова, во која стои дека тоа бил еден од најјасните институционални одговори досега во врска со ставот на Софија за пристапување на Македонија кон Европската Унија. Во него се наведува дека Бугарија го смета европскиот консензус од јули 2022 година за целосно обврзувачки и отфрла секаков обид за негово реинтерпретирање или заобиколување. Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски се сретна со бугарската колешка Велислава Петрова, пошто Министерството за надворешни работи соопшти дека тој укажал на Петрова дека за јазикот, идентитетот и културата не може да се разговара. Според соопштението, Муцунски исто така го покренал и прашањето на македонското малцинство во Бугарија и пресудите на Европскиот суд за човекови права. Петрова Чамова на министерскиот состанок на НАТО во Шведска имала средби и со германскиот шеф на дипломатијата Јохан Ваденпул, кој порача дека проширувањето е геополитичка неопходност и дека Европската Унија се стреми кон зголемен моментум. Тивко ме боли, во гради студ се крие, твоето име го шепотам, а никој не ме слуша. Чашата празна пред мене стои, како душа без топлина. Сите соништа ми избега, со тебе замина. Кажи ми, дали некогаш ме сакаше навистина? Молчи
Молчи, srce moje molči, ne javikaj po ime, što ke ti je ljubov svega, koga nema, koji da slušne. Neka boli, neka gori vo mene, pod ova nebo ostanav sam bez tebe. Ulici prazni me sledat čekori bez pravec, seko jago me podsetuva na tvojot pogled. Rad se te prazni treperat, nema kogo da gušnam, svet odvrtim, a ja sum izguben. I da vikam koji ke slušne, koga tebe te nema. Molči, srce moje molči, ne javikaj po ime, što ke ti je ljubov svega, koga nema, koji da slušne. Molči, neka boli, neka mine, kako grev pod ova nebo bez zvezdi. Bez tebe molči, srce molči. Повеќе од 1800 вработени во јавното здравство поднеле тужби против здравствените установи во кои работат, а вкупната вредност на побарувањата достигнала околу 2,18 милиони евра. Според информациите презентирани на брифингот во Фондот за здравство, тужби се поднесени во 62 од вкупно 108 јавни здравствени установи во државата. Директорот на ФЗО Сашо Клековски изјави дека најголем дел од тужбите се поврзани со неисплатени додатоци на плата, за прекувремена работа, ноќни смени, работа за викенди и празници, бонус плати и јубилејни награди. Тужбите претежно произлегуваат од проблеми во примената на Законот за работните односи и колективните договори. Реалниот финансиски товар врз јавното здравство може да биде значително повисок, бидејќи голем дел од постапките се уште не се завршени, рече Клековски. Највисок износ на тужбени барања има клиничката болница Битола со 16,8 милиони денари, додека болницата во Куманово има најмногу тужители, дури 317 вработени. Од ФЗО предупредуваат дека бројот на тужби може дополнително да расте. Како пример беше посочен јавниот центар Кратово, каде што се најавени уште околу 65 нови тужби во текот на 2026 година, со побарувања од над 3,5 милиони денари.
запееме. Дидл дай, нека ечи песната, нека грми се. Дидл дай на душичката, што ќе посака. Дидл дай, нека ечи песната, нека грми се. Овој живот краток е, дай на душичката, море дай се. Црта, да ја следиме, се нападот што ни стои, ќе победиме. Нека оди се поредот, Господ еден е, за нас тука не е крајот, уште имаме. Dajte ovde da se pije, da nas zdravime. Ajde site kako Eden da zapeme. Didl daj, neka eči pesnata, neka grmi se. Didl daj na dušičkata, što će posaka. Didl daj, neka eči pesnata, neka grmi se. Ovoj život kratok je, daj na dušičkata, more daj se. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
se storiš mome, kajl da se storiš. Dilber bela Magdaleno mome, mori kaj mene da dojdiš. Dilber bela Magdaleno mome, mori kaj mene da dojdiš. Na stol da sediš dušo, na stol da sediš. Dilber bela Magdaleno mome, mori kafe da piješ. Dilber bela Magdaleno mome, mori kafe da piješ. Činiš mome, govor da činiš. Dilber bela Magdaleno mome, mori so moj od tatko. Dilber bela Magdaleno mome, mori i so moj ta majka. Ke me zeniš, Dilber bela Magdaleno mome, mori koga ke me zeniš. Последното судско рочиште за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани требаше да биде еден од оние денови во кои процесот конечно ќе добие појасна доказна линија. По месеци сведочења, потресни искази, читање претходно дадени изјави, приговори, отсуства и процесни расправи, јавноста очекуваше фазата на материјални докази да внесе поголема правна сигурност. Наместо тоа судницата повторно откри нешто друго, дека проблемот на предметот не е само во преобемното обвинение, туку и во начинот на кој јавните обвинители ја организирале и ја презентираа сопствената доказна постапка. Во предмет со ваква тежина, материјалните докази не се обична техничка фаза, тие се срцето на судската вистина. Снимките, фотографиите, документите, објавите од социјалните мрежи, записниците и визуелните материјали треба да покажат што точно се случувало во објектот, како функционирал Пулс,
какви практики постоеле претходно, што било употребено критичната вечер, какви биле условите за евакуација и кој конкретно имал фактичка или правна обврска да спречи опасност. Но за материјалните докази да имаат вистинска процесна сила, тие не смеат да бидат фрлени пред судот како голем неорганизиран куп материјали. Не е доволно нешто да се прикаже на екран. Не е доволно да се каже дека некој материјал е безбедносно значаен. Во судница мора да биде сосема јасно кој доказ се изведува, од каде потекнува, дали е оригинал, дали странките имаат непосреден увид, на кој дел од обвинението се однесува, против кого се користи и каква причинско-последична врска докажува. Токму тоа остана спорно. Според медиумските извештаи, во текот на рочиштето се отвори сериозна расправа за достапноста на материјалните докази. Судијата информирал дека доказите што се изведуваат не се физички присутни во судницата, ниту се наоѓаат пред судечкиот совет, судиите и судиите поротници, туку се чуваат во друга зграда од безбедносни причини. Ако доказите се на друга локација, ако во судницата се презентираат скенирани или фотокопирани материјали, ако одбраната тврди дека нема непосреден увид во оригиналите, ако судот не може во истиот момент да ја провери нивната автентичност, тогаш проблемот не е во тоа што одбраната приговара. Проблемот е во тоа што јавното обвинителство во најважната доказна фаза морало однапред да обезбеди презентација што нема да остава простор за вакви основни процесни дилеми.
duša Во рок од една недела владата се очекува да го представи решението со кое правосудниот испит ќе може да се полага и на албански јазик, најави заменик премиерот за европски прашања Беким Сали на пресконференција. Тој рече дека консултациите се во завршна фаза и дека не станува збор само за правосудниот испит, туку и за поширок пакет поврзан со слични прашања. Во завршна фаза се консултациите со експерти и верувам дека многу скоро, можеби, сега не сакам да се фаќате за временската рамка, но можеби една недела може да трае до конечната одлука, која ќе ја промовираме на ист начин, верувам, рече Сали. Тој додаде дека владата не работи само на решение за правосудниот испит. Нема да се работи само за правосудниот испит, туку и за други слични теми, рече Сали. Најавата доаѓа по протестот во Скопје, на кој се бараше правосудниот испит да може да се полага и на албански јазик. Премиерот Христијан Мицкоски претходно изјави дека владата работи на трајно решение за ова прашање, но оцени дека на протестот биле прекршувани законите за знамињата и државната химна. Вице-премиерот Сали ја коментираше и новата транша во износ од 65,7 милиони евра за Македонија во рамките на планот за раст за Западен Балкан и механизмот за реформи и раст. Тој рече дека таа е резултат на координирана работа на институциите, на посветеноста на администрацијата, на политичката одговорност и на решителноста реформите да не останат само на хартија, туку да донесат конкретни резултати за граѓаните.
se ljubav, em se grla, em si ti ko govora. Ljubov ta je otrovna. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски изрази задоволство што Европската комисија ја одобри новата транша од 65,7 милиони евра за нашата земја во рамки на планот за раст и механизмот за реформи, потенцирајќи дека тоа е доказ дека сме земја број 1 во Западен Балкан. Овие реформи, рече тој, не значат само контрибуција за буџетот, туку значат и подобар живот за граѓаните. Во однос на планот за раст ми е многу драго што се демантираа бројни лаги што се пласираа во јавноста и драго ми е дека Македонија е земја број 1 во Западен Балкан што ја одразува реалноста. Но убаво е кога ќе го видите тоа на хартија. Тоа е за она што се рокови до јануари месец. Сега имаме нови рокови до јуни месец. Имавме состанок со еден тим од владата на чело со премиерот Мицкоски со Копман, директорот за проширување на Европската Унија, и во јуни ќе бидеме исто така први. Јасни се индикаторите. Добро е што ова го препознава Европската Унија и што овие реформи се прават, затоа што овие реформи не само што носат финансиска контрибуција во буџетот и значат подобар живот за граѓаните, рече Николовски. Во интервју на тема на денот на телевизија Сител, Николовски зборуваше за Коридорот 8 и при тоа кажа дека имал состанок со Европската инвестициска банка, која е заинтересирана да го финансира овој проект, односно дел од Коридорот 8. Има таму сериозна гранд компонента. Ние во јануари го пуштивме од Страцин до Крива Паланка. Сега останува Страцин Куманово. Очекувам следната година да почнат градежни активности таму, рече Николовски. За автопатот пак Кичево Охрид рече дека очекува да биде завршен пред рокот. Sitno sitkalo, ja ću ti dam bre ili noj mome, eden 100 dram pamuk, eden 100 dram pamuk. Bre ili noj mome 300 lakti platno 300 lakti platno šo ća ti predstavit bre ili noj mome edena bela riza edena bela riza. Te kažu vajed bre kovenđi Petre da si majstor bilo, da si majstor
stara para, jedna stara para. Ti da mi napraviš bre kovenđi Petre, eden srebren razboj, eden srebren razboj. Što ća ti prestane bre kovenđi Petre, eden srebren prsten, eden srebren prsten. Marketing. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Carevото, mlado ludo me anđić
živa, kade ke pomineš, pesna se razliva. Šmata mesečina ja ogrna oj lele, tivko šepna želba da ja čuje sudbinata oj lele. Oj vodo studena, tajna sokrijena, srce mi treperi, ljubov razbudena. Oj moma ubava, kako voda živa, kade ke pomineš, pesna se razliva. СДСМ се повлекува од Комисијата за финансирање и буџет, соопшти лидерот на партијата Венко Филипче. Тој најави кривична пријава и интерпелација за председателот на Собранието Африм Гаши, бидејќи задолжил друг пратеник да ја води комисијата, со која председателствува Сања Лукаревска од СДСМ. Нашата пратеничка група нема да учествува во ова брутално, секојдневно задолжување на земјата за огромни суми, стотици милиони евра, милиарди евра пари, кои не одат никаде, освен строго контролирано во партиските фирми преку тендерските постапки. Ние нема да учествуваме во комисиската расправа на оваа тема и целосно се повлекуваме од неа. Дополнително сакам да укажам на уште еден скандал. Скандал кој не е нов и кој председателот на Собранието веќе континуирано го спроведува, а тоа е дека кршејќи го деловникот, закажува состанок на Комисијата за финансирање и буџет, комисија што ја води нашата пратеничка Сања Лукаревска, и покрај тоа што таа е тука и не е одсутна, а деловникот тоа не го дозволува. Кога пратеникот е тука, тој задолжува друг пратеник да ја води оваа комисија, рече Филипче на пресконференција. Филипче додаде дека вкупниот долг на земјава од 8,5 милиарди евра во 2024 година сега е близу 11 милиарди евра.
Javna si konja Dorija, Sobra si asker najsilen, niz prsten jajceta prodni. Sobra si asker najsilen, niz prsten jajceta prodni. Izlezi bre dimče mogilče, izlezi bre kuće kaursko, žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam, žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam. Valio bre Selim Efendi, valio bre kuće Kasatsko, koza take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam, koza take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam. Градоначалникот на Врапчиште доби пријава до управата за финансиска полиција. Постојат сомнежи дека тој незаконски склучил и реализирал тендер за реконструкција на локален пат, иако постапката по жалба се уште не била завршена. Според финансиската полиција, со исплатата фирмата која била избрана се стекнала со 193.000 евра противправна имотна корист. Според соопштението, пријавениот во текот на 2025 година постапил спротивно на Законот за јавни набавки при реконструкција на локален пат во селото Добридол. Станува збор за договор за реконструкција на патот од центарот на селото до вкрстувањето со сервисниот пат покрај државниот пат А2, делницата Тетово-Гостивар. Од финансиската полиција тврдат дека договорот бил склучен на 3 април 2025 со избраниот економски оператор, без да се дочека конечната одлука по поднесената жалба пред Државната комисија за жалби по јавни набавки. Подоцна одлуката за избор била поништена. И покрај тоа, според пријавата, градоначалникот извршил исплата кон фирмата. Пријавениот извршил плаќање по однос на склучениот договор на правното лице во вкупен износ од 11.848.675 денари и со овие дејства му овозможил на правното лице да стекне противправна имотна корист, соопшти управата за финансиска полиција. Случајот сега е во рацете на основното јавно обвинителство во Гостивар. Karanfilo, filo, filo, mome, karanfilo, filo, filo. Karanfilo, filo, filo, mome, ti karanfil ne nosiš. Ti karanfil ne nosiš, mome, na karanfil mirisa.
pred porti mome, cel den stojam pred porti, cel den stojam pred porti mome, puška držam borace, puška držam borace mome, da ubijam tatko ti. Da ubijam tatko ti mome, da ubijam tatko ti. Žal mi padna za tebe mome, ke ostaneš sirače. Žal mi padna za tebe mome, ke ostaneš sirače. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во изјава за МИА во врска со опишувањата во медиумите за наводна шпионска афера во нејзиниот кабинет, рече дека треба да се почитуваат одредбите од Законот за кривичната постапка и во поглед на пресумцијата на невиност, но и во поглед на собирање податоци и евентуално отворање кривична постапка. Прво, квалификацијата шпионска афера и слично не сакам да ја коментирам. Второ, кога зборуваме за предистражна постапка, јас нема да ги заборавам зборовите на мојот професор Никола Матовски, професор по кривична постапка. Тој велеше дека во предистражна постапка малку се зборува, многу се работи, односно се собираат информации, нагласи председателката. Силјановска-Давкова истакна дека никогаш не ги толкува постапките на другите органи. Јас почитувам поделба на власта, но не можам да не кажам дека малку сум збунета со одговорите на новинарските прашања или со објавите што доаѓаат токму од обвинителството за организиран криминал, во кои се објаснува нивната комуникација со Министерството за внатрешни работи. Не бегам од изјави, меѓутоа мислам дека треба да се почитуваат одредбите од Законот за кривичната постапка и во поглед на презумцијата на невиност, но како што реков, и во поглед на собирање податоци и евентуално отворање кривична постапка, заклучи председателката.
pesna opera. Иако не беше постигнат договор со нискобуџетната авиокомпанија Ryanair, владата продолжува со отворање на нови авиолинии и проширување на мрежата на летови од македонските аеродроми, потенцираше вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој најави 5 нови дестинации ова лето. Тој истакна дека државата останува отворена за соработка со сите авиокомпании, но нема да прифати условувања кои би биле на штета на останатите авиопревозници и на државните интереси. Даваме субвенција од 9 евра за секој странски патник кој пристигнува на Скопскиот аеродром и 12 евра за Охридскиот. Ако сакаат да учествуваат, вратата е отворена, но не можеме да прифатиме уцени, укинување на други линии во нивна корист и субвенции кои би биле 2,5 пати повисоки само за една компанија, рече Николовски. Вице-премиерот откри дека во моментов се водат разговори со други заинтересирани авиокомпании, додавајќи дека Македонија е единствената земја во регионот која отвора нови авиолинии во период кога светската авиоиндустрија се соочува со сериозна криза. Ние сме единствената земја во целиот регион која што отвара нови авиолинии во следниот период, ќе има 5 нови, и тоа Austrian Airlines ќе лета директно Виена Охрид. Во јуни месец почнуваат 2 дестинации од Краков и Вроцлав во Полска до Охрид, а во текот на јуни месец почнуваат 2 одлични летни дестинации од Скопскиот аеродром. Едната е Палермо Сицилија, а втората е Алгеро Сардинија. Така што отвараме 5 нови рути во најголемата криза која што и се случила на авиоиндустријата било кога видена, изјави Николовски. Министерот информираше и дека Визер ќе стационира 7 авион на Скопскиот аеродром, а компанијата веќе размислува и за воспоставување база на Охридскиот аеродром. Во однос на резервите со керозин, тој истакна дека имаме резерви со керозин и над законскиот минимум. Други аеродроми се снабдуваат од кај нас, што подразбира дека состојбата е стабилна. Соберат сите каури у црквата Свети Никола, у црквата Свети Никола. Наредба даде балисто джемо Тројцата млади, тројцата млади, млади партизани, тројцата млади, млади партизани. Беше младен Требош, другиот беше сретен Горно Малец, третиот беше Андреј Аристовски, третиот беше Андреј Аристовски. Цвемо ги праша тројцата млади, тројцата млади, млади партизани. Дали познавате овде некого? Дали познавате овде некого? Згрмеја пушки, пушки, патрони,
strelaja, trojicata mladi, trojicata mladi, mladi partizani, trojicata mladi, mladi partizani. Ranet mi stana mladen treboš, pa mi izvika smrt na fašizmot, smrt na fašizmot, sloboda na narodot, smrt na fašizmot, sloboda na narodot. Министерот за јавна администрација Горан Минчев оствари средба со Баграт Туњан, представник на Сигма, заедничката иницијатива на ОЕЦД и Европската Унија, посветена на тековните активности и реформските процеси во областа на јавната администрација. Во фокусот на средбата беа унапредувањето на системот за проценка на влијанието на регулативата, подобрувањето на квалитетот на креирањето политики, јавните консултации и дигитализацијата на процесите, како и подготовката на нови методолошки и регулаторни решенија согласно стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030 и препораките на Сигма. Дополнително се разговараше за потребата од понатамошна експертска и координативна поддршка во процесот на имплементација на препораките на Сигма, подготовката на новиот акцијски план 2027-2030, како и за продолжување на активностите поврзани со Законот за организација и работа на органите на државната управа преку инклузивен и транспарентен консултативен процес. Министерството за јавна администрација останува посветено на спроведување на суштински и одржливи реформи кои ќе придонесат кон поефикасна, покоординирана и професионална јавна администрација, усогласена со европските стандарди и потребите на граѓаните и институциите. Лудо се спрема на гурбе доди,
skršena. Žena, žena brečana, čaša skršena. Skršena, втjoš je frlena, втjoš je frlena brečana, nepogledana. Втjoš je frlena brečana, nepogledana. Почитувани, дојдовме и до крајот на денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. А во катчето за најмладите, приказната Старецот, двајцата богати и сиромавиот. Ви посакувам пријатен ден. Си бил еден старец. Малку чуден старец. На прв поглед изгледал немоќен, но всушност имал волшебни моќи. Еден ден си седел покрај еден дол и си дремел. Крај него минал некој селски чорбаджија. Дедото се расонил и викнал: "Абре, синко, да ми кажеш, има ли во долов вода или нема?" Чорбаджијата ја свртел главата и налутено рекол: "Откаде да знам има ли вода или нема? Слези, па види самиот." Старецот рекол: "Чуш!" Толку? Само едно чуш. И чорбаджијата веднаш се претворил во магаре. Старецот земал еден стап и го потерал во долот. И потоа пак почнал да си дреме. По малку време поминал лихварот од блиското село. Старецот и него го прашал: "Абре, синко, во долов има ли вода или нема?" Лихварот се свртел и налутено му одговорил: "Та, откаде да знам има ли или нема вода? Слези па види самиот." Дедото пак извикал: "Чуш!" И лихварот се сторил магаре. И него старецот го отерал во долот. По малку време поминал еден сиромав. Старецот и него го прашал: "Абре, синко, во долов има ли вода или нема?" Сиромавиот рекол: "Не знам, дедо, ама јас сега ќе слезам да видам. Дај ја чинијата, та ако има изворче, ќе ти ја наполнам." По малку време, сиромавиот се вратил со полна чинија вода. Стариот пивнал, па почнал муабет со сиромавиот. Ти каде си тргнал, синко?" "Во шумата, дедо. Тргнав да си насечам дрва," одговорил сиромавиот. "Па, каде ти е магарето?" Сиромавиот кренал раменици. "Немам магаре, дедо. Многу сум сиромав." Тогаш дедото рекол: "Јас имам 2 магариња во долот. Земи ги и оди си со нив." На сиромавиот не му се верувало што слуша. Со насмевка на лицето рекол: "Ти благодарам, дедо. Господ здравје да ти даде, ама потоа како да ти ги вратам магарињата?" Старецот му одговорил: "Лесна работа, синко. Удри ги поеднаш со стап и тие си го знаат патот. Сами ќе си дојдат." И сиромавиот го послушал старецот и слегол во долот. Ги подбрал магарињата и ги отерал во шумата. Таму си насекол дрва, убаво ги натоварил и ги потерал магарињата, ама
На враќање си рекол: еми, ако веќе ми се паднало, чекај и да се качам на едново, па да ме однесе до дома. И сиромавиот се качил на едното магаре. И тоа на магарето што се сторило од чорбаджија. Одел така по патот, сиромавиот качен на едното, терајки го покрај себе другото магаре и полека стигнал во селото. Застанал покрај селската чешма. Таму жената на лихварот си полнела вода. Престореното магаре од лихварот, кога ја здогледало жена си, домакинката своја, тргнал кон неа, за да и помогне. Но жената на лихварот, кога видела дека магарето се мушка во неа, помислила дека ќе ја клоцне, се исплашила, ја зела кофата и го треснала магарето по глава. Магарето, лихварот, рикнало од болка и го продолжило патот со сиромавиот. Кога стигнал во својот двор, сиромавиот ги растоварил магарињата и им удрил по еден стап за да се вратат кај старецот. Само што им удрил по еден стап, во мигот магарињата се прествориле во луѓе. Чорбаджијата почнал да се расправа со сиромавиот. Не ти ли беше доста, бре, што ме натовари толку туку у име јавна? Но лихварот го фатил за рака и му рекол: бегај, чорбаджи, да бегаме, додека не дознало селово што Белја не снајде. Ти и добро помина, а јас, да ми ја видиш скршенава глава. Најстрашно е, жена ми ја скрши, резил. Ама, нека не биде тоа за поука. Друг пат, кога ќе видиме стар човек, не само да го почитуваме, ами и рака да му бакнеме. Почитувајте го старецот. Ако за ништо друго, тогаш зашто толку долго го носел товарот на животот. Но, да, староста носи мудрост, ама младоста не носи само лудост, туку и убавина и сила. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.